Благодарам, председателя. Почитувани колеги, по аналогија на нештата, бидејќи се одваживте да го поддржите предлогот на претходниот колега, сакам да ве повикам исто така да се произнесеме сите да точката број 7, односно предлогот за дополнување на Законот за Советот за јавни обвинители на Република Македонија, бидејќи е поднесен по скратена постапка, а согласно деловникот за работа на Собранието на Република Македонија во членот 170 вели вака: предлагачот на предлогот на законот може да му предложи на Собранието да расправа по предлогот на законот по скратена постапка во случај кога не е во прашање сложен и обемен закон, престанок на важноста на некој закон или одделни одредби од некој закон, или не е во прашање сложени или обемни усогласувања на законот со правото на Европската унија. И во членот 171 во ставот 1 вели вака: ако Собранието одлучи да расправа предлогот на законот да се донесе по скратена постапка, председателот на Собранието веднаш го задолжува матичното работно тело и законодавно-правната комисија да расправа по предлогот на законот. Ова ви го потенцирав бидејќи истото законско решение е поднесен по скратена постапка, односно има итност на самата постапка и се смета дека нема посложени измени и треба истиот да биде донесен во скратена постапка. Зошто го кажувам ова? Бидејќи и самиот предлагач потенцираше дека во самиот закон е предвидено да рокот за доставување на вакви извештаи е 15 март. Во моментот сме 1 март, тоа значи дека во најдобар случај истиот и да биде усвоен, ова законско решение би стапило на сила после 15 март. Што значи тоа? Тоа значи дека извештајот за извештајната 2021 година повторно ќе се однесува на по старото законско решение, односно по позитивниот законски пропис во моментот, и со тоа ќе нема рок за доставување, истиот ќе биде доставен повторно во декември 2022, а ќе го разгледуваме во 2023 година. Дополнително, ова ќе важи дури за наредниот извештај за 2022 ќе треба да биде доставен во 2023 до март. Тоа значи од самото излагање на предлагачот, иако овде се вметнува единствено само датум, без никакви критериуми, без прецизирање, за да може релевантно да се отслика состојбата во Советот на јавни обвинители, да може повторно да се злоупотреби, да не може да се направат никакви корекции, да не може да се направат никакви коригирања на самите работење на Советот на јавни обвинители и на обвинителствата, и со тоа да не може да имаме напредок во оваа област. Затоа предлагам точката број 7 да биде точка број 2, како што претходно повторно потенцирав. Ве замолувам како мнозинство овој предлог да го прифатите. Ви благодарам. Па една рековме 2.